Платформите на Отиња повторно тема на политиката. Штипските социјалдемократи денес на прес јавно прашаа што во речното корито се прави. Колку пари ќе ја чинат ваквите градежни зафати општината? Дали Советот се изјасни за ревидираниот проект за кој треба да застане општината? Штипското цунами, познато како проект Платформи на река Отиња, веќе ја задолжи општината за речиси 600.000 евра и го урна незиниот интегритет пред Светската банка. Купниот долг за проектот за реализација на коритото на река Отиња изнесува 295.000 евра, од кои што 160.000 евра веќе се вратени од страна на општина Штип. Но тоа не се средства на општина Штип, туку активирана банкарска гаранција на бугарскиот изведувач Кибилд заради неквалитетно и ненавремено завршување на работите. Значи средствата се вратени од страна на самиот изведувач врз основа на активирана банкарска гаранција. Освен за работа, кога во прашање е работењето во Отиња, од СДСМ денес прашуваа и за пари. Кога општината треба да ги врати потрошените средства од кредитот? Како истите ќе бидат обезбедени? Колкав е износот на пеналите кои Штип треба да ги плати на бугарската фирма Кибилд поради едностранното укинување на договорот? Колку ја чинеше општината уривањето на бетонската конструкција? Значи во првиот дел помеѓу двата моста за уредување на коритото потрошени се 7.500 евра, исто толку ќе бидат потрошени и на делот од камениот мост до гимназијата. Значително помалку во поглед на проектот кој што требаше да го спроведе Кибилд. Што се однесува до платформата, таа би требало да чини околу 40.000 евра. Инаку, изградбата на платформите беше проект на претходниот состав на локалната власт и за нив општината побара и доби кредит од 2 милиони евра од Светска банка. Веднаш по стапувањето на функцијата, сегашниот градоначалник го раскина договорот со Светска банка и наместо 5 одлучи на Отиња да има 2 платформи кои ќе се градат со јавно-приватно партнерство.